Тема на денешниот прес ќе биде тутунската индустрија. Зборуваме целосно за тутунската индустрија, значи и делот откуп, преработка на тутун, но и делот на производство на цигари наспроти негативните светски трендови. Тутунската индустрија како дел од секторот земјоделие и прехранбена индустрија, кој во изминатите години има едно релативно стабилно учество во БДП на домашната индустрија од 16 до 18%, зазема мощно и важно место. Практично тоа е една, како би рекол, согласно ефектите, извозните ефекти и она што се уплаќа во државната каса по основ на даноци, акцизи и други давачки, представува најважен сектор во делот на земјоделството и прехранбената индустрија. Исто така треба да се напомене фактот дека во делот на извозот, само во земјоделието и прехранбената индустрија, на тутунската индустрија отпаѓа од 23 до 29%, додека во вкупниот извоз на Република Македонија од 4 до 5% отпаѓа на тутунската индустрија, односно тутун и производи од тутун. И како што веќе напоменав, по основ на давачки, акцизи и други плаќања, околу 30% од буџетот на Република Македонија се полни од оваа индустрија. За изминатава година, зборуваме производна 2013-2014 година, беа склучени 42.367 договори. Тоа значи дека исто толку семејства во Македонија се вклучени во оваа област и екзистираат од производство на тутун. Ако се спореди бројките со претходната реколта 2012-2013 година, бројот на договори е зголемен дури за 45% повеќе, затоа што знаеме каква експанзија имавме во тутунската индустрија и зголемување на производството, додека во однос на претходната 2011 година бројот на договори е зголемен за 27%. Што се однесува до површините насејани со тутун, имаме 19.800 хектари. Тоа е бројка која практично по 2001 година е највисока. Просечната цена, за разлика од минатата година која беше доста висока и која беше на еден начин раскрсница, нели, со откога почна да се применуваат построго правилата од правилникот за процена на тутун, од 180,2 денари просечна цена, оваа година просечната цена опадна на 152,6 во делот на земјоделието, во однос на земјоделието и прехранбената и во однос на целокупниот извоз на Република Македонија. Беа извезени 25.444 тони тутун, и тоа оваа година беше постигната доста повисока просечна цена на извезениот тутун од 6,1 американски долари по килограм, наспроти 5,5, односно 5,3 изминатите години долари по килограм, која беше просечна цена, со што практично се оствари еден девизен ефект од 155 милиони американски долари. Тоа е рамковната конвенција за контрола на тутунот, која датира од 2003 година. Македонија е потписник, меѓутоа заедно со една поголема група на земји делуваме како широка коалиција која упорно се спротивставува на Светската здравствена организација со цел да ги убедиме дека пушењето е штетно, меѓутоа одведувањето на тутун за различни цели не е воопшто штетно. Особено сме активни во две групи на оваа рамковна конвенција и каде што имаме и своји представници. Тоа се групата која се занимава со членовите 9 и 10. И таму е наш представник имаме представник од Министерството за здравство, а тоа е дел кој се однесува за рестрикција на адитивите кои се дел од бленд цигарите. Значи рестрикција и намалување на адитивите во кои спаѓа ориенталниот тутун, што е на еден начин директен атак на нашето производство и со што практично се загрозени бленд цигарите, онакви како што ние ги знаеме до сега. И работна група за членовите 17 и 18, каде што имаме представник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој е предвидена опција, значи замена на тутунот со друга култура.
Согласно правилникот за акцизи, до сега беше во делот на цигарите 1% признаен кало и растур. Минатата година, заедно со Министерството за економија, ние работевме на правилник во сите сектори, вклучувајќи го и секторот на земјоделие, затоа што тука постојат голем број на подсектори, односно групации, и ке секој од нив го определувавме овој процент. Ние ги дадовме нашите забелешки предлози, истите беа прифатени. Ке делот на цигарите, барем кога се опфатени акцизните маркички, тука не дадовме предлог, сметајќи дека истиот ќе остане. Се од која причина тој 1% беше укинат, ние не знаеме, меѓутоа се случи од страна на Министерството за финансии, но сепак има слух. Ние излеговме со една поширока информација и со една компаративна анализа во која дадовме примери како е тоа решено во другите земји на Унијата и што ние бараме. Значи 0% е апсолутно неприфатливо, затоа што сепак загуби постојат во текот на годината од каде што е во прашање човечки фактор па до тамо каде што се во прашање машини, автоматско лепење и слично. Тие имаат разбирање, го прифатива нашето барање, не се слуша, сватива дека 0% не може да остане. Меѓутоа, сега сме во една фаза на разговори, преговори, какав тој процент ќе биде. 0,5 што ние го предложивме, сметаме дека е некој процент кој во одредени граници би бил прифатлив за компаниите, да се признае за кало и растори, на еден начин би ги покрил загубите.